Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Ова се настаните на денот. Започнуваме веднаш. Гледајте не. На свечена седница доделени наградите за најуспешните велешани. Македонија останува со 6 изборни единици. Избори на 24 април следната година. Општинскиот одбор на лекари од Велес остро го осудува немилиот настан на клиниката во Скопје. Општина Велес на свечена седница ги врачи наградите за најуспешните велешани. Наградата за животно дело ја доби концерт мајсторот Костадин Кирков, а паричниот дел од наградата ја подари на Општинското основно музичко училиште Стефан Гајдов. На свечена седница вчера вечер, локалната власт ги врачи општинските награди. Највисоката награда, наградата за животно дело ја доби Константин Кирков. Тој работел концерт мајстор на Љубљанската и Бонска филхармонија. Музиката е многу потребна, за музиката не постојат граници, вели Кирков кој во спомен на своите почетоци. Паричниот дел од наградата ја даруваше на Општинското основно музичко училиште Стефан Гајдов. Па тоа е за мене најголема награда. Ја многу награди сум примал до сега, меѓутоа градот Велес е мој роден град. Тука сум се родил, тука сум почна кариера и денеска после 70 години сум тука. Значи, тоа е единствена награда која нема никогаш да заборавам. Покрај наградата за животно дело, општината на министерот за странски инвестиции Веле Самак, на специјалната болница за белодробни заболувања и туберкулоза Јасеново, општинскиот училишен дом Лазар Лазаревски и на аптеките Зегин им додели спомен плакети. Ја купивме винаријата, ладилникот, во исто време тука имаме, да ви кажем, околу 2400 кооперанти, од кои ја откупуваме годишната реколта на грозето, бидејќи во Велешкиот крај е познат како географско поднебје со посебни квалитети и одма да кажем, благодарејќи на тоа како и досега ние земавме најголемата награда златна медаља во Берлин за оваа година за Велешко мерло. Здравкин, Глигоровски, Алексовски, Димов, Ризински, Балов, Малинов и Димовска Бобевски се добитници на благодарници. Нема човек што не сака да добие награда и што не му е драго. Но сепак мислам кога си помлад некако повеќе очекуваш, со нетрпение форсираш и кога животот ќе те пренасочи во некоја друга насока, кога ќе имаш некои други приоритети и кога ќе добиеш вака, нели, не дека не се радувам, меѓутоа подемфувано мислам дека ја примив сета оваа вест и оваа награда. Даниела Иванова, студент на 3-та година на Технолошко-металуршкиот факултет, насока инженерство на материјали и нанотехнологија. Со просек 10 ја доби наградата за најстудент доктор Ѓорги Шоптрајанов. Посхумно со спомен плакета се одаде признание на доктор Ристо Пеовски, доктор Румен Накинов или Алексик, собственик на компанијата Данси Експрес. За секоја градба потребни се цврсти и стабилни темели. Во нашите темели, рече градоначалникот Славчо Чадиев, вградени се идеите, мудроста, саможртвата, талентот и градителската мок на плејада велешани што ја пишуваа велешката и македонската историја. Ако театарот ја одбележа 2014 година во Велес, 2015 година е во знакот на индустрискиот подем на општината. Со задоволство можам да кажам дека започнаа да се ефектуираат нашите напори за инвестирање во индустриските зони во Речани, Парцоламка, Узус, Караслави. Но сепак најголема и најзначајна е инвестицијата на фирмата Маркарт, што се изгради своја фабрика во индустриската зона Караслави и опашна процес за вработување со најсофистицирана технологија во Република Македонија за 600 наши сограѓани. Чадиев, набројувајќи што се е сработено во изминатите 365 дена, потенцира дека велешани го сакаат својот град. Работејќи заедно го градиме поубав за таков да го оставиме и на идните генерации. 24 април е конечниот датум за одржување на предвремените парламентарни избори. Со промените во изборниот закон се минува изборот на членови на Државната изборна комисија. Она што е непроменето е дека и на овие избори Македонија ќе биде поделена на 6 изборни единици.
Законот за основање анкетна комисија за прислушкувањето, измените и дополнувањата во изборниот законник, измените и дополнувањата за законот за кривична постапка, законот за заштита на приватноста, законот за заштита на свиркачите и законот за влада, пратениците во Собранието на Република Македонија ги изгласа. За координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН, пратеникот Илија Димовски, посебно значајно е што во изборниот законник конкретно е потенциран денот на одржување на предвремените парламентарни избори 24 април 2016 година. Со промените во изборниот закон се менува изборот на членови на Државната изборна комисија. Државната изборна комисија, која што ќе се бира по сосема нов модел, во која што тројца членови ќе предлагаат партиите кои што се во мнозинство во Собранието, тројца членови ќе предлагаат партиите кои што се во опозиција во Собранието и тројца членови ќе се бираат со консензус, но треба да представуваат така наречената експертска јавност, односно лица за кои што има предвидено посебни критериуми во изборниот законник во смисла на нивното професионално искуство поврзано со оваа проблематика. Тоа треба да гарантира некоја дополнителна независност на Државната изборна комисија во смисла на спроведување на изборите и доверба од страна на политичките партии. Она што останува непроменето е дека Македонија и на овие избори ќе биде поделена на 6 изборни единици. Промена има во начинот на избор на пратеници од диаспората. Измена има во делот на диаспората. Околу диаспората имаше различни ставови од сите 4 партии. Она што го имаме како конечен резултат е дека ќе има пратеници од диаспората, кои што ќе се бираат наместо на 3 мнозински изборни единици, на една пропорционална единица и потребниот број на гласови за да биде еден пратеник избран ќе е минималниот број на гласови кои што на претходните избори го добил пратеник избран во една од 6 изборни единици во Република Македонија. Според планот, пратениците денеска ќе гласаат за избор на нови министри и заменици во владата. Дваесет и 24 фотоволтаични панели поставени на градската депонија во Велес. Тие ќе произведуваат електрична енергија која ќе се користи за осветлување на депонијата. За овој проект издвоени се повеќе од 500.000 денари, а го реализираат општина Велес и јавното комунално предпријатие Дервен. Во градската депонија поставени се 24 фотоволтаични панели кои ќе произведуваат електрична енергија, која пак ќе се користи за осветлување на истата. Ова е заеднички проект на јавното комунално предпријатие Дервен и општина Велес. За овој проект, преку кој ќе се користат обновливите извори на енергија, издвоени се 583.000 денари. Пуштена е во употреба и новата преса за отпад. Планираме во иднина со пресата да го пресоваме шишињата, ги пресоваме и хартија што имаме тука од отпадот, која после ќе продаваме на овластени откупувачи. Градоначалникот Славчо Джадиев најави дека во иднина ќе се инвестира во изработка на магацински простор. Истовремено ќе се направи магацини за складирање на батерии и на друг сличен материјал кој што мора да има посебни услови и начинот како ќе бидат складирани како електронскиот отпад, што е бидејќи за тоа општина Велес троши соодветни средства. На овој начин во општината се реализира уште еден енергетски ефикасен проект преку кој ќе се заштедат средства за електрична енергија. Чадиев најави дека се изготвува физибилити студија преку Вардарскиот плански регион, а која се однесува на средување на депониите во овој регион. Проблемите и предизвиците на младите преточени во новата стратегија за периодот 2016-2025 година. Документот е со посебен акцент на вработувањето, образованието, културата. Во изработката учествуваа 500 млади. Очекувањата се дека документот ќе се имплементира од сите институции.
Целокупниот процес течеше многу отворено, многу транспарентно, беа вклучени сите инволвирани страни, но она што е многу битно е што вистинскиот предизвик допрва доаѓа, а тој вистински предизвик ќе биде практично имплементацијата на националната стратегија за млади и во таа насока сакам да упатам порака до сите релевантни институции во следниот период многу одговорно и вистински да ги сватат пораките кои што ги испратија младите луѓе преку оваа национална стратегија за млади и секој во својот ресор да придонесат кон подобрување на состојбата на младите во нашата земја. Општинскиот одбор на лекари од Велес острого осудува настанот што се случи на клиниката за абдоменална хирургија во Скопје. Сметаат дека итно треба да се воведат поригорозни мерки со цел да се заштитат лекарите. Општинскиот одбор на лекари на Република Македонија од Велес острого осудуваат немилиот настан што се случи на клиниката за абдоменална хирургија во Скопје. Од лекарската комора предлагаат да се воведе поголема контрола и безбедност на сите лица кои влегуваат во здравствените институции. Острого осудуваме оваквиот чин, каде што пациенти си превземаат улоги да бидат пресудувачи, да бидат суди, да бидат полицајци, да посегнуваат по оружје. Она кои што се системски пропусти, системски грешки, кои што треба сите да ги лоцираме и да реагираме, тоа е лошо обезбедување во сите здравствени институции, подитно да се заострат мерките за обезбедување во секоја болница, законот за доктори да го направат докторите и подитно да се донесе. Од лекарската комора сметаат дека итно треба да се воведат поригорозни мерки со цел да се заштитат лекарите. Докторите се светост во секоја една држава, тие спасуваат човечки животи, тие негуваат било какви болни. Сметаме дека секој кој што ќе посегне по животот на еден доктор мора да добие доживотен затвор. Доктор Чалакова Дервишова од средбата со министерот за здравство Никола Тодоров очекува изнаоѓање решенија со кои ќе се надминат проблемите на здравствените работници. Пуштени во употреба реновираните тоалети во гимназија Кочо Рацин во Велес. Средствата во вредност од 5 милиони денари се обезбедени преку проект во Министерството за образование и наука, а се наменети за реновирање на тоалетите на сите три ката во гимназијата. Реновираните тоалети во гимназијата Кочо Рацин на третиот кат веќе се во функција. Работите продолжуваат етапно на вториот кат, а потоа и на приземје. Целта е да се подобрат условите за одвивање на образовниот процес. Финансиските средства за реализација во висина од 5 милиони денари, менаџментот на оваа училишна установа ги обезбеди преку проект во Министерството за образование и наука. Бидејќи се е сменето од корен е направена реконструкцијата, сите цевки се сменети водоводни и одводни, така што во наредниве 30 години сме обезбедени со едни квалитетни санитарии. Во гимназијата постоеа само 3 тоалети, а машките и женските не беа разделени. Во интерес на наставата се работи етапно. Во моментов работи се одвиваат на вториот кат. Се ќе биде готово до крајот на месец декември. Тоалетите се градат според предвидените стандарди и бројот на ученици. Увид на работите изврши градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. Гимназијата Кочо Рацин ќе стане пристапна и за лица со инвалидитет. Најавено е идната година во соработка со општина Велес да се изгради лифт. Министерството за внатрешни работи излезе со детали за настанот од клинички центар. Македонија по 7 пат доби преговори за членство во Европската унија. Вестите од Македонија во продолжение. Министерството за внатрешни работи ги соопшти деталите во врска со обидот за убиство на хирургот од клиничкиот центар во Скопје. Пријавените кривичните дела ги извршиле вчера околу 9 часот и 10 минути во клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје, поточно во оделението за дигестивна хирургија. Имено поради големи болки во пределот на стомакот, мајката на пријавените била донесена на оделението за дигестивна хирургија. Таму ја примил сега оштетениот
оштетениот доктор кој ги известил дека ќе изврши оперативен зафат. По извршената проверка на медицинскиот персонал констатирано е дека пациентката починала рано изутрината. Откако браќата со иницијали ИН и АКН дознале дека нивната мајка починала, тие се упатиле кон клиничкиот центар носејќи пиштол со себе. Прво пријавениот побарал од сестрата да му каже каде е докторот, кој во меѓувреме го приметил и заедно се упатиле во лекарската соба. Откако му се спротиставил на вработениот од обезбедувањето, по него влегол и АКН. Внатре ИН испукал неколку проектили во правец према оштетениот, од кои со 3 проектили бил погоден во левата нога. По ова пријавените излегле во ходникот каде почнале да им се закануваат и неостанатиот медицински персонал. По нередот кој го направиле таму, двајцата се дале во бегство. Сторителите биле забележани од страна на полициските службеници, при што истите се лишени од слобода и задржани во полициска станица. Увид извршен на местото на настанот. Европратениците побараа итно отварање на преговорите за членство на Македонија во Европската унија. Сметаат дека не треба да се чекаат изборите во април. Ова е генералната порака од европратениците во дебатата со комесарот за преговори за проширување Јоханес Хан. Во однос на Македонија важно е таа да ги превземе сите обврски што произлекуваат од договорот од Пржино и важно е Европската комисија да ги одреди задачите. Комесарот Хан даде условна согласност на земјата за почеток на преговорите за членство на земјата во Европската унија, рече Вајгал. Словеничкиот европратеник Алојс Петерле потенцираше дека не треба да се чекаат следните избори и по нивно завршување да се поттикнат некои работи. На напредокот на Македонија мора да се работи сега. На состанок во Брисел се разгледуваше можноста за воспоставување на центри на балканските земји за прифаќање на бегалците. Запленети 575 килограми кокаин во Колумбија. Ова се вестите од светот. На состанокот кој се одржа вчера во Брисел, на кој присуствуваа министрите за внатрешни работи на Европската унија, се разгледуваше можноста за воспоставување на центри на балканските земји за прифаќање на бегалците. Во овие центри би се регистрирале бегалците и нивните барања за азил. Идејата за вакви центри се разгледува бидејќи многу бегалци влегуваат во Македонија и Србија преку Грција, без да бидат регистрирани, а поголемиот дел од нив потоа одат во Германија, изјави министерот од Луксембург Жан Аселборн. Исто така Германија, Шведска, Белгија и други богати земји сметаат дека немаат повеќе место за прием на бегалците, а постои стравувањето дека бегалците ќе бидат блокирани во балканските земји со доаѓањето на зимата и студот, со што само ќе се влоши хуманитарната криза. Во овие центри регистрација и идентификација би вршел персонал од Европската унија. ...575 килограми кокаин заплени полицијата во Колумбија, откако ги пронајде во 2 автобуси. Дрогата била сокриена под подот на автобусот, со кој патувале колумбиски фудбалски навивачи на квалификацијски меч за светскиот куп во Сантиаго, Чиле. Дрогата била пронајдена на јужната граница со Еквадор, минатиот викенд во местото Пасто. Започнуваат првите надпревари од новата сезона во училишни спортови. МЗТ Скопје загуби од Црвена звезда во 9-тото коло од регионалната АБА лига. Домашен спорт. Со одбојкарскиот надпревар помеѓу средните стручни училишта Коле Неделковски и Јовче Тесличков започнува новата сезона во училишни спортови. Во надпреварите во овој спорт, како и во останатите, ќе учествуваат сите 4 средни училишта од нашиот град, а само најдоброто ќе има шанса да се надпреварува во повисок ранг. Се надам дека Велес, како град, кој што има одбојкарска традиција, ќе успееме оваа година да има представник на гимназијадата, кое што е највисоко државно надпреварување на ниво на средни училишта. Во новата сезона од училишните спортови, средното училиште Коле Неделковски од колективните спортови ќе се надпреварува во футсал, одбојка и ракомет, како и во поединачна конкуренција во пинг-понг.
МЗТ Скопје го доживеа првиот пораз на домашен терен во деветото коло од регионалната АБА лига. Во вчерашниот меч против актуелниот шампион во спортскиот центар Јане Сандански, тие загубија со резултатот 66-71. Најдобар поединец во тимот на металците беше Дреновац кој запише 19 поени, со што вторпат сезонава се најде во идеалната петорка на колото во АБА лигата. По овој надпревар МЗТ се наоѓа на 8-та позиција на табелата со 13 освоени бодови, 3 помалку од првопласираната Црвена звезда. Во наредното коло аеродромци ќе играат против Будуćност на гостински терен. Овој меч ќе биде одигран на 14 ноември. Поради допинг скандал на руските атлетичари им се заканува повеќе годишна суспензија. Нова победа за Golden State во НБА лигата, меѓународен спорт. Во текот на минатата ноќ беа одиграни 7 надпревари во најквалитетната кошаркарска лига во светот, НБА лигата. Во нив актуелниот шампион повторно триумфираше, овој пат против Детройт. Крајниот резултат на овој меч беше 109-95. Ова е 8-ма победа за Golden State во исто толку надпревари и натаму остануваат единствената екипа без пораз во новата сезона. Најефикасниот меч беше одигран во Атланта, каде истоимената екипа загуби од Минесота со 107-117, а најубедлива победа постигна екипата на Чикаго, која на гостински терен славеше против Филаделфија со 88-111. Во останатите надпревари Орландо Индијана 97-84, Денвер Портланд 108-104, Сакраменто Сан Антонио 88-106 и Лос Анджелес Клиперс Мемфис 94-92. Поради допинг скандал можно е руските атлетичари да ги пропуштат Олимписките игри во Рио идната година. Светската антидопинг агенција ја обвинува Руската федерација за прикривање на резултатите од допинг тестирањето на спортистите и побара тие да бидат суспендирани од сите надпреварувања. Суспензијата ќе значи одземање на медалите на руските атлетичари од последните европски и светски првенства, како и од Олимпијадата во Лондон. Времето денеска претежно сончево со максимална температура до 23 степени. За утре не очекува повторно топол ден. Еве ги деталите. Благодарам на вниманието. Останете и понатаму со програмата на К1. Пријатно.